إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Драги почитувани браќа, секој уммет има свој водач, секој уммет има свој предводник, секој уммет има човек кој што му укажува кон доброто и го спречува од злото. И ова е формулата за успешно функционирање на една заедница, тоест на еден джемат, или еден народ, или еден уммет. Поради тоа, возвишениот Господар Аллах Джелле фиула на човештвото му ги одредил најдобрите водачи, на човештвото му ги одредил најдобрите луѓе, оние луѓе кои што се красат со најубавите морални карактеристики, а тоа се карактеристиките на богобојазливоста, на таквалукот, на довербата, на еманетот, на храброста, на неустрашивоста и секогаш расположени на Господарот Джелле фиула да му се предадат во потполност, а тоа се неговите веровесници или ел-енбија, или ел-русул, или неговите гласници во редот на човечката заедница. Господарот Джелле фиула никогаш луѓето не ги оставил да талкаат или да лутаат без утврдена смисла во својот живот. Поради тоа, Господарот Джелле фиула им испратил на луѓе пејгамбери кои што ќе го управуваат нивниот живот, ќе им покажуваат кон која насока да се движат, ќе ги учат како да се однесуваат, за да го средат и уредат животот на овој свет, за да можат да бидат спасени на идниот свет. Господарот Джелле фиула во Куранот вели: لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ. Навистина се проколнати тие од редот на израеликјаните, од редот на Бену Исраил. Проколнати се на јазикот на Давуд. Давуд, алейхи салату веселам, кој што бил нивен, а и наш пратеник, поради што се проколнати, драги и почитувани мои, кјану ла јетенахеуне ан мункерин феалу, поради тоа што едни со други не се спречувале во правење на лоши дела. Лошите дела кога ќе завладеат во заедницата, кога ќе завладеат со умметот, тогаш таквата заедница пропаѓа, тогаш на таквиот уммет му нема спас, затоа што тогаш ќе завладее зиналукот, ќе завладее коцката, ќе завладее каматата, ќе завладее
непослушноста кон Господарот Джелле Ше'нуху, ке завладее со заедницата, со срцата, со душите на луѓето, сето она што ги оддалечува од нивниот Господар Джелле Фи'ула. Нивните срца ќе бидат празни, нивните души ќе бидат празни, а срцата ќе им станат како камења кои што Господарот Субханаху ва Теала ги споредува со срцата на Бену Исраил, и поради тоа, поради каменоста и тврдината на нивните срца, тие го прават тоа што го прават со муслиманите во светот, а и со човештвото воопшто. Драги и почитувани мои, во овие времења на големи искушенија, во овие времења на тешки неволи за муслиманската заедница, а и за човештвото воопшто, ако човештвото не е во состојба да ја разбере опасноста во која се наоѓаме сите ние, Господарот Субханаху ва Теала на нас муслиманите ни дава насока, ни дава смерница како да се однесуваме, за да не потпаднеме под влијание на таквите неволи и искушенија, кои што сигурно можат да те одвратат од патот на Господарот Джелле Ше'нуху. Таквите искушенија го погаѓаат срцето, ја погаѓаат душата и човека го оддалечуваат од зикрот, од спомнувањето на Аллах Джелле Ше'нуху, го оддалечуваат од намазот, го оддалечуваат од љубовта кон џамијата, го оддалечуваат од ибадетот, и што е изворедно лошо и опасно, го оддалечуваат од забранувањето на злото и наредувањето на доброто, и тоа во средината на неговите најмили, кога се наоѓа во интимата на своето семејство, каде што заборава да ги повикува на намаз, каде што ги заборава да ги повикува во покорност на Господарот Джелле Ше'нуху, и како некој вол и како некое теле секојдневно гледа како неговото семејство пропаѓа во грев, како неговото семејство се движи кон насока на непослушност кон Господарот Джелле Ше'нуху, а тој така тоа го наблюдува и го гледа, несвесен дека на судниот ден ќе одговара за тоа свое семејство. Господарот вели во опис на судниот ден: јауме јефирру мер'у мин ахи. Тоа е ден во кој што човекот ќе избега од својот брат. Ва сахибетихи ва бени, ќе избега од својата сопруга и од своите деца. Зошто, драги и почитувани мои, Господарот ова ни го опишува на овој начин? Токму затоа што секогаш кога бараме мир, секогаш кога бараме спокој, секогаш кога бараме дуњалучко спасение и рахатлук, одиме во интима на нашето семејство, кај нашите деца и кај нашите сопруги, да го најдеме тој мир кој што не можеме да го најдеме секојдневно на улицата, каде што секојдневно се води војна, како да се преживее во овие тешки услови на уништена економија, каде што сиромаштијата секој ден зема се поголем зафат, каде што сиромаштијата секој ден се повеќе и повеќе одзема здрави умови и луѓето кои што не се длабоко убедени во милоста и во предодредението или цактим во Господарот Субханаху ва Теала, полека но сигурно се оддалечуваат од Аллаховиот пат, а тоа е успешна во наводници формула за пропаст на секој народ во лијаду билlah. Затоа Нух алейхи салату васелам, кој што 950 години работел во даветот со својот народ,
човек кој што 950 години не знаел што е приватен живот, не знаел што е интима, бидејќи денеска многу не лажат кога во медиумите, електронски или било какви пишувани, нон-стоп ни се зборува за важноста на семејството, нон-стоп ни се зборува за важноста каде човек да го пронајде својот мир, нон-стоп зборува за фрази, измислени фрази, кои што ја означуваат лошата, депресивна состојба на човекот кој што не го спомнува Аллах, Джелле фиула, и тоа го нарекуваат со изрази кои што ги измислиле за да ги убедат тие што не го знаат Аллаховиот дин и велат страдате од траума, страдате од стресови, страдате од депресија. Ова е лага која што на луѓето им се наметнува токму на оние кои што забораваат дека Господарот Джелле фиула ги повикал и им рекол Ела би зикри Аллахи татме иннул кулуб. На вистина, кога се спомнува Аллах, кога луѓето го спомнуваат Аллах, Джелле фиула, нивните срца се смируваат. Нивните срца го наоѓаат спокојот. Така да спасението е во верата на Господарот Джелле ше'нуху, а не во зборовите на медиумите, не во пропагандата на тие кои што не веруваат во Господарот Джелле ше'нуху и слепо ги следат своите страсти кои сигурно ги водат во пеколот или джехеннемот валијаду билла. Поради тоа, Нух алейхи салату васелам, човек, пејгамбер кој што 950 години не знаел за мир, не знаел за спокој, не знаел за одмор. 950 години се борел со својот народ. 950 години водел битка, повикувајќи ги во Аллаховата вера, но тие не сакале да го послушаат. И Господарот вели на јазикот на Нух алейхи салату васелам: "Суме инни деаутухум лейлен ва нехара." Јас, Господару мој, ги повикував и дење и ноќе. Што значи тоа и дење и ноќе, браќа и почитувани мои? Тоа значи дека Нух алейхи салату васелам не спиел, туку секоја ситуација ја користел да го повикува народот во динот на Господарот Джелле ше'нуху, без оглед за кое временско доба се работело, па дури да и 2 сата по полнок, Нух алейхи салату васелам ја користел секоја ситуација да го повикува својот народ во покаяние, да се врати кон својот Господар Джелле ше'нуху. Фекулту стагфиру раббекум иннеху кане гафара. И постојано им повторував и им говорев: народе мој, барајте прошка од својот Господар. Барајте прошка од својот Господар, тој на вистина простува, тој на вистина сака да ви простува. Зошто? Затоа што со барањето прошка или со истихфарот или со зборовите кога велише стагфируллах, стагфируллах, значи со тие зборови Господарот ќе ти ја смени состојбата, ќе ти ја смени состојбата на твоето семејство, ќе ја смени состојбата на твојата сопруга, на твоите деца и се ќе тргне кон подобро. А доколку не тргнеме и не почнеме од своите семејства, не можеме за оваа вера да зборуваме надвор на улицата, драги и почитувани мои. Затоа што токму семејството е најголемата тврдина или калето каде што исламот се брани и од каде што почнува позитивното ширење на верата на Господарот Джелле ше'нуху. И лекот за народот, лекот за човештвото, лекот за умметот, драги и почитувани мои, не е ништо друго во состојба на големи искушенија, во состојба на тешки неволји, во кои што денеска ние муслиманите се наоѓаме, а и човештвото, како што спомнав претходно, доколку не се освестат
и не се опаметат за да ја разберат опасноста која што се надвила над целото човештво на оваа планета Земја, сите ние ќе бидеме загубени доколку со искрен истигфар не му се повратиме на Господарот Джелле Ше'нуху. Зарем не сме ги прочитале ајетите на Господарот Джелле Фи'ула, кој што вели во првиот ајет од поглавјето Ел Мутаффифин, Уејлун лил Мутаффифин. Тешко им се пишува на тие кои што примерењето подкраднуваат. Кога мерат за себе, тие ја зголемуваат мерката, а кога им мерат на други, тие им ја смалуваат мерката. Овој ајет не мора да значи дека ова се однесува само на тие бандити, ганстери и ефтини мангупи кои што ќе ти украдат нешто во трговијата, туку ова се однесува и на нас муслиманите кои што крадеме од својот ибадет, кои што го подкраднуваме севапот кој што Господарот Субханаху ва Таала ни го ветил, но ние со својата немарност, со своето слепо следење на страстите и непотполното подчинување на она кон што Господарот Субханаху ва Таала не повикува, го правиме. Зошто? Поради недостатокот на чувството постојано да бараме прошка од Господарот Джелле Фи'ула. Шејтанот му доаѓа на некој од нас и му вели: доста правиш истигфар, си се изморил. Денеска си рекол преку 100 пати елхамдулилlah, преку 100 пати си рекол субханаллах, преку 300 пати си рекол Аллаху акбар. Одмори се малку, доволно е. Господарот ја знае твојата состојба, ќе ти прости, и тогаш човекот почнува да верува како тој самиот од себе може да заработи севап, а заборава дека токму Господарот е тој кој што предодредува дали човекот ќе ја добие таа награда или не. Затоа Ибн Тејмие, рахметуллахи алеј, еден од најголемите авторитети кои што исламот некогаш ги дал, вели дека во состојба кога муслиманите се наоѓаат во тешки и големи искушенија, треба со истигфар да му се вратат на својот Господар. Треба многу да изговараат субханаллах, треба многу да изговараат елхамдулилlah, треба многу да изговараат Аллаху акбар. Зошто? Затоа што во состојба на искушенија, во состојба на тешки неволји, во состојба кога сите ние сме сведоци, како реки на крв се пролеваат на наши невини браќа, сестри, деца, мајки и татковци ширум целиот свет, а ние не сме во состојба ништо да сториме на тој план. Поради тоа, должност ни е многу да бараме прошка од Господарот Джелле Ше'нуху. Должност ни е многу да му се обраќаме на својот Господар со истигфар, бидејќи пејгамберот алейхи салату ва селам рекол: Инни ле естагфируллахе фи јеумин ектере мин 70 мерре. Јас на вистина од Аллах барам прошка се повеќе од 70 пати дневно. 70 пати не само да каже естагфируллах, бидејќи секој еден од нас 70 пати може да каже естагфируллах за помалку од 2 минути. Меѓутоа, тоа се 70 различни состојби во кои што се наоѓал пејгамберот алейхи салату ва селам, а во кои што шејтанот го напаѓал, па дури во една состојба го каснал пејгамберот алейхи салату ва селам за неговата благословена подлактица, драги и почитувани мои. А шејтанот нас не каса, шејтанот не напаѓа со весвесе. И доколку не му се повратиме искрено на Господарот Джелле Ше'нуху и доколку тој истигфар не стане дел од нашето секојдневие, нема да можеме да знаеме како да се однесуваме во време на вака големи искушенија кои можеби досега не им се случиле на муслиманите во историјата.
Вела може би, затоа што муслиманите порано дале многу поголеми жртви отколку денес, но ова што денеска ни се случува е дефинитивно нова фаза на случувањата кои што сигурно покажуваат на веќе средните предзнаци на судниот ден. Драги и почитувани мои, Господарот Джелле Ше'ну вели, и со ова ќе завршам, откако Мухаммед саллаллаху таала алейхи ва селем ја освоил Мека со своите благословени асхаби, вели Джелле Ше'нуху во објавата во сурату Наср: "Ида џа'а насруллахи вал фатх", кога ќе ти дојде Мухаммеде тебе, а и на сите останати муслимани, ветената Аллахова помош и победата од него. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. И кога ќе видиш како луѓето во големи групи влегуваат во исламот, а тоа токму сега се случува, што повеќе се гомилаат нападите и пропагандата против муслиманите во светот, бихамдилlah аззаваџел, секојдневно слушаме како групи наши браќа од различни европски нации се прифаќаат кон верата на Господарот Аллах џелле фиула. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. И Господарот тука не доведува до една духовна кулминација, која што ни ја опишува природата на победата на уметот на исламот. Првин ќе дојде Аллаховата ветена помош, потоа ќе дојде Аллаховата победа, потоа ќе видиме како голем број на немуслимани го прифаќаат нашиот дин и стануваат наши браќа во верата, но Господарот ни дава до знаење дека тука нема застанување, тука нема одмарање. Ќе се угледаме на Нух алейхи салату веселам, кој што секојдневно и дење и ноќе го повикувал својот народ, и Господарот вели: "Фесеббих бихамди раббике вастагфир". И кога ќе видиш, значи, такви убави гледки, кога ќе видиш такви убави призори, како луѓето во групи влегуваат во Аллаховата вера, немој да мислиш дека тоа е од тебе, немој да мислиш дека е тоа со твоја заслуга, немој да си умислиш дека ти си причината за тоа, туку себбих, туку слави го својот Господар, фесеббих бихамди раббик, слави го својот Господар и фали го, заблагодарувај му на својот Господар, вастагфирху, и барај прошка од него. Зошто е ова барање на прошка спомнато кон крајот? Затоа што Господарот знае дека ние луѓето знаеме да бидеме опиени со својата глупост, знаеме да бидеме опиени со својот идиотизам во моментот кога ќе почнеме да веруваме дека се она што Аллах ни го дал е резултат на нашиот труд, на нашите дела. Туку Господарот ни вели: и тогаш барај прошка од својот Господар. Токму тогаш. Зошто? Затоа што тоа е кулминација на твоите дела, затоа што е тоа крај на сето она што ти си го заработил кај Господарот, бидејќи тој на крајот на ова суре се опишува себе си: иннеху кане гафара, бидејќи тој, ова е сурето Нух, нели, бидејќи тој на вистина им простува на луѓето и на вистина сака луѓето да ги повика кон својата милост. Алхамдулиллахи раббил алемин. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Драги почитувани мои, денеска худбата беше на јазикот на кој што ја слушнавте. Им се заблагодарувам на моите почитувани овде кои ми ја дадоа таа чест да ви се обратам, а посебно му заблагодарувам на мојот почитуван брат и ефендија шејх Дулкарнейн Рамадани, кој што за некоја секунда ќе ви се обрати. Денеска е петок, благословен ден, ден во кој што Господарот субханаху ва таала го создал нашиот прататко Адем алейхи селам,
ден во кој што го извел од џеннетот и ден во кој што му ја зел душата. Овој ден е благословен ден за сите нас муслимани. Пејгамберот алейхи салату веселам вели: "Мен салла алейје вахиде саллаллаху алейхи ашра." Тој што еднаш ќе ме благослови со салават, Аллах ќе го благослови 10 пати повеќе. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kema sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kema barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima fil alamin innaka Hamidum Majid. Зошто е важен овој салават, драги и почитувани мои? Затоа што во некои преданија стои дека на судниот ден Пејгамберот алейхи салату веселам ќе им се приближи на своите браќа, иншалла да сме ние едни од нив, ќе ја стави неговата рака на нивните гради и ќе им каже: секогаш кога си ме спомнал во салават, јас сум го слушнал твојот салават, бидејќи Пејгамберот алейхи салату веселам вели дека Господарот џеле ше'нуху секогаш го оживува за да го чуе салаватот на тој што го поселамил со салаватот. Драги почитувани мои, го молам Господарот субханаху ва таала со неговите најубави имиња и со неговите совршени својства да му се смилува на умметот на Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, да ги излечи нашите болни, да ги упати нашите заталкани, нас да не зацврсне, да им помогне на муслиманите каде и да се, да ги заштити од злото на неверниците, да ги заштити од злото на сотонската војска, тие што се веќе преселени да ги земе кај себе како шехиди, а тие кои што чекаат во редот да станат шехиди, Господарот субханаху ва таала да им даде сила, да им даде кувет, да им даде искреност. Го молам Господарот субханаху ва таала да ги упати нашите деца, да ги упати нашите внуци, инша Аллаху таала, како што Ибрахим алейхи салату веселам говорел, а Господарот тоа го спомнал во Куранот: "Ваджална умметен муслиметен лек", Господару сторине да бидеме твој покорен уммет, во ерина менасикена, и научине како да те обожуваме, како да ти робуваме, како да ти бидеме покорни. Аллахуме амин, валхамдулиллахи раббил аламин.